Заврши акцијата на полицијата во Куманово. Истражните органи се на терен, поточно во куќите на Кумановската дива населба. Како што информира од МВР, пронајдени се 14 тела во униформи, чиј идентитет дополнително ќе се утврдува. Пронајден е голем арсенал на оружје кој ќе биде придаден на понатамашно вештачење. Во Куманово е Елена Ивановска-Муковска. Елена, кои се новите информации? Маја, како што кажа, повеќе од 2 часа трае увидот во диво населје, каде после речиси 2 дена пристрелки помеѓу полицијата и криминалната група, МВР објави дека групата била елиминирана и неутрализирана. Инаку, во оваа насока се упатија околу 15 часот повеќе возила на крим техника и обвинител за организиран криминал. Исто така, можевме да забележиме дека и возила, односно джипови на ОПСЕ, нешто претходно попладнево околу 16 часот и 30 минути, исто така во иста насока кон диво населје се упатија попладнево. Увидот може и да потрае, бидејќи како што кажа и ти, целата оваа акција се одвиваше во и престрелките во повеќе куќи во диво населје, исто така откриени се најмалку 14 тела на напаѓачите и големо количество на оружје кое, нели, сега се тоа треба понатаму да се вештачи. Медиумите и граѓаните сето ова го забележа на онаа последна крстосница, од каде понатаму полицијата го блокира патот кон диво населје и не дозволува да одат граѓаните. Тука на таа крстосница се собрани жители на Куманово од различна верска и етничка припадност и сите заедно коментираат, ги слушаат информациите и ја следат целата ситуација, кој оди, кој доаѓа, што се случува. Тука ја слушна и нели последната информација дека групата била елиминирана. Предлагам да погледнеме дел од изјавите кои попладнево ги дадоа жителите. Очекуваш ли дека волку долго ќе трае, дека ваква група на напаѓачи има? Кој може да знае? Тоа е политика, кој може да знае откуде што се работи. Како живеевте вие вашето семејство последниве, да речам, 48 часа? Мисли како мирни се беше, немаше ништо, нема опасност, нема ништо. Никој не знае за колку ќе трае или што. Дали, ја мисля дека беше завршена работа. Со травми. Полошо нема куде више. Полошо нема куде. Еден пат, 2 пата, 3 пата за Куманово, нон-стоп каде нас овие беле. Во текот на целиот денешен ден граѓаните се евакуираа од диво населје, цели семејства со она што успеале да го соберат во торбите ја напуштаа населбата. Исто така и во текот на денот може да се забележат и оклопни полициски возила кои беа извлекувани, кои настрадале во налетот на изстрелите и на престрелките. Се гледаше како последица за каква всушност жестока битка станувало збор во диво населје. Токму поради ова попладнево во 16 часот во општината, во Советот на општина Куманово одржа и седница на Советот на кој беа неколку точки се разгледува. Седницата се уште трае, конкретно повеќе информации ќе може во наредното издание вестите на она што беше како предлог и се очекува да се усвои предлог одлука за прекина наставата на основните и средните училишта од општина Куманово, додека не се среди сета оваа ситуација, и предлог одлука за обезбедување финансиски средства за задоволување на основните потреби за евакуираното население. Всушност, екипата на Канал 5 сретна една жена која што одеше кон диво населје, не за полицијата и дозволи да отиде таму, бидејќи, како што рече, сите успеале да се евакуираат, но незината возрастна и болна мајка не успеала, не можела да ја изнесе, па полицијата и дозволи да отиде и да ја помогне таму. Инаку, токму за да се надмине кризата беа предложени, нашиот колега информираше дека биле предложени и други мерки, а тоа е од ОПСЕ да се побара да се обезбеди хуманитарен коридор за болните на кои им е неопходна лекарска помош и да се оствари средба, му препорачале на градоначалникот со сите местни заедници, лидерите на местните заедници и сите религиозни групи за да придонесат за зачувување на меѓуетничкиот соживот во општина Куманово. Инаку едно од советничките прашања на оваа седница било и информација од градоначалникот за тоа дали и зошто бил приведен еден од советниците на општината. Маја, тоа е за сега се, повеќе информации најавувам за следното издание на вестите.